civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. 27. април, 4 години подоцна. Кажи ни кои се последиците кои ти ги трпиш 4 години подоцна, кои се последиците за целото општество и кои се твоите пораки на овој ден 4 години по крвавиот настан. Физичките последици за среќа одамна поминаа. Мадринките, разсекотените за здравија. Психичките последици се нешто што најверојатно цел живот ќе си го носиме, ама тоа е вред, тоа е дел од товарот. Но тоа што загрижува се општествените последици. Ние 4 години подоцна по 27 април 2017 година по крвавиот четврток во општеството се уште имаме поделеност за тоа што всушност беше 27 април. Луѓето кои што влегоа за правниот систем и за добар дел од демократската јавност соодветно се означени како сторители на тешки кривични дела и ги трпат последиците за своето однесување. Но тоа што загрижува е дека како резултат на внимателно испланирана и добро спроведена пропаганда, кампањи на социјалните медиуми, во конзервативните медиуми, во јавноста, ние денес имаме ситуација каде што еден добар дел, поготово од македонската јавност, луѓето кои што влегува во зградата каде е напишан уставот, да ги убијат и да ги тепаат, луѓето кои тој устав ги овластил да бидат таму и да работат, ги третираат не како уставо напаѓачи, туку како уставо бранители. Таа вечер не беа само цел претениците. Беа цел и медиумските работници, беше цел и персоналот на собранието, во најширока смисла на зборот беше цел и целата држава. Не смееме да заборавиме дека вистинската цел на 27 април беше да се заканет или да имаат намера да предизвикаат реална и вистинска граѓанска војна, што е нешто што за секогаш ќе го променеше ликот на нашата држава и на нашето општество. Поради тоа, пораките се, не смееме да заборавиме, бидејќи така ќе ни се повтори. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.